Продолжуваат реакциите во врска со кадровската политика во специјалното јавно обвинителство. Според последните информации за новите вработувања за кои говореше и вчера специјалната обвинителка Ленче Ристовска, актуелно е вработувањето на близок роднина на специјалната обвинителка Катица Јанева. Според последните објави, и внукот на Јанева, Ѓорѓи Делиџаков од Гевгелија, добил работно место во СЈО. Деновиве актуелно е и дека на платниот список на специјалното обвинителство се наоѓа и Борче Трајковски, во јавноста познат како Боки Бургија, кој во своите колумни жестоко ја критикува власта. Медиумите објавија дека овој човек е осудуван за измама и за потешки дела од областа на безбедноста во сообраќајот. Во 2000 година, според пишувањата, бил осуден на казна затвор во време траење од 1 година за сторено кривично дело измама. Специјалната обвинителка Ленче Ристовска на вчерашната пресконференција потврди дека Боки Бургија е вработен во ова обвинителство. Без да навлегува во неговото досие, само посочи дека ги исполнувал сите услови од конкурсот за вработување. Лицето за кое што вчера се поставуваа прашања е примено како лице кое што врши технички и помошни работи во ова јавно обвинителство. За неговата работна позиција поднесена е една пријава. И тоа беше пријавата што господинот ја поднесе, за кој што прашувавте, и со оглед дека согласно законот ги достави сите документи кои што согласно законот треба да се достават и ги исполнуваше условите од огласот, нормално тоа едно лице е примено. Од самото формирање ово обвинителство е пропратено со низа контроверзии и сомневања дека е партизирано. Во јавноста се појавија информации за случаи на непотизам, кога обвинителите вработуваат блиски роднини, како и за ангажирање на експерти, поранешни судии и професори блиски до опозицијскиот блок, за да ја советуваат Јанева на кои се трошат илјадници евра. Мнозинството во парламентот инсистираше специјалната обвинителка да појасни колку лица се ангажирани, по кои критериуми и колку од државните пари се трошат за нив, но конкретен одговор немаше. И телевизија Нова побара одговор на прашањата дали е точно дека лицата за кои гласно се говори во јавноста се вработени во институцијата, но одговор нема, иако од специјалното јавно обвинителство на вчерашната пресконференција ветија дека ќе испратат дополнителни информации. Нема ниту став од обвинителите во СЈО, дали тоа што кадри од СДСМ на голема врата влегуваат во обвинителството, го сметаат како закана врз професионалноста и неутралноста која мора да ја имаат.